Во рамки на програмата ЕУ за Преспа се распишаа 3 отворени повици токму за поддршка на одржливиот туризам во Преспа. Исто така вчера беше потпишан и меморандум за соработка помеѓу двата национални паркови Галичица и Пелистер. Моето прво прашање до вас е што точно се опфаќа со овие 3 отворени повици? ЕУ за Преспа е програма која опфаќа сет на активности кои се во однос на зголемување на економскиот потенцијал на регионот и несомнено туризмот е еден од секторите каде што се насочуваме и тоа одржливиот туризам. И за таа цел имаме 4 мерки, 3 отворени повици во моментот кои се насочени на различни страни. Едниот повик е насочен на човечкиот капитал, значи повикуваме сите луѓе кои сакаат да работат во туризам или се заинтересирани да истражат што значи да се работи во одржлив туризам, да се пријават затоа што без човекот туризмот нема да постои, се тргнува и завршува со луѓето на крајот на денот и како им ја пласираме природата, гостопримството и сето она што еден турист треба да го доживее. Вториот повик е исто така многу интересен и тоа е за сместувачки капацитети и тука е многу убави грантови се достапни на луѓе кои имаат некаков имот за кои сакаат да работат во туризам, сместување во автентични куќи. Од 20 до 30.000 евра се достапни со 25% кофинансирање. И третиот повик е насочен на граѓански организации за да подготват еден вид на активности, туристички производи и услуги кои се во склад со природата, во согласно со природата и даваат нормално една атракција или дополнување на сето она што еден туристички ден би значело да се помини во Преспа. Кои други активности ќе бидат реализирани од страна на UNDP во контекст на овој проект? Во ЕУ за Преспа е навистина голема програма, каде што се опфаќаат многу активности, меѓутоа во делот на туризмот исто така ќе работиме на подобрување на инфраструктурата на отворено или велосипедски и планинарски пешачки патеки кои ќе се изработат така да направат една кружна интегрирана тура низ цела Преспа, па ќе може да се тргне, да кажеме, од Националниот парк Галичица, да се види тој медитерански шмек на планината, низ заштитеното подрачје Езерани на општина Ресен и да завршиме на Пелистер со некакви алпски карактеристики. 100 километри на велосипедски патеки ќе се маркираат, доразвијат и пешачки 70 километри. Меѓутоа, во делот на инфраструктурата ЕУ за Преспа има и една програма целосна која се насочува на ЕУ за инфраструктурата, така да руралните подрачја ќе добијат тука и модерен начин на селектирање, на третирање на цврст отпад, на третирање на отпадна вода, значи сето она што една одржлива туристичка дестинација треба да има, а во исто време е планиран и дел на Царинската управа за отварање на преминот Маркова нога, каде што навистина конективноста, мобилноста на луѓето во овие два региони веќе ќе се зголеми. Така, освен UNDP, се вклучени и други партнери во овој проект. Кои се тие партнери и што можеме на крај да очекуваме од новиот изглед на Преспа? Така, средствата доаѓаат од Европската унија комплетно, како што кажува самата програма ЕУ за Преспа, меѓутоа навистина сами, посебно во туризмот, сите чинители се важно да си земат улога и општината, затоа што таа најдобро знае да ги исчисти тие делови кои каде што треба да биде безбедна дестинацијата и да биде она што треба да се пружат тие јавни услуги. Потоа имаме партнери во делот на националните паркови, значи заштитените подрачја ни се партнери. Исто така имаме партнери и преку границата, затоа што исто ги поддржуваме Преспа парк, договор кој е склучен меѓу трите држави, Македонија, Албанија, Грција и Европската комисија, така да задолжително мора да се вклучат многу партнери и на локално, но и на централно ниво, за да може сето ова да се изреализира. Ви благодарам за разговорот. Благодарам и вас.